Денеска е 15 август. Ова е еден од најголемите денови за малтежани и за островот. Friday, 8 p.m. New podcast. Во текот на оваа недела што измина или следната започнуваат оние shutdown одмори или колективни одмори на малтешките компании. Или една недела пред Санта Марија, или една недела после Санта Марија, малтешките компании не работат. Но денеска никој не работи. Ова е ден кој што има две значења. Едниот е верски, вознесението на Пресвета Богородица, а вториот дел е оној горделив историски ден, 15 август 1942 година. Денот кога Малта, малтешките жители, заедно со сојузниците, била британска колонија, знаете, долго време, но тогаш во време на Втората светска војна овде биле сместени британските војници. Денот кога се броиле деновите, кога Малта ќе капитулира и кога ќе го предаде островот на нацистичка Германија. Според проценките пред 15 август, британските проценки биле дека максимум уште некоја недела може да издржи без храна, без гориво, без основните ресурси за еден живот. Немала Малта била под постојана обсада од германските сили, бидејќи била важна стратешка точка во Медитеранот за сојузниците, а и за освојување од страна на германците. И тогаш, тоа утро, на 15 август, кога жителите на островот се подготвувале за прославување на Санта Марија, без разлика што биле изнемоштени и со последните сили, токму овде, зад мене, се појавил конвојот од само 4 бродови кои го држеле големиот танкер во една од најголемите операции за спас во Втората светска војна, операцијата за помош со храна и гориво на Малтешкиот остров. Операцијата имала име Педестал, ќе ви кажам некои детали и подоцна, но сакав токму тука да го одбележам значењето на денешниот ден. Igor Filevski Show. Кај баже на бурек во слема. Една пита вака цела и јогуртот е гратис. 1 литар на бурек во слема. Зошто? Јогуртот е гратис. 1 литар. Не постојат зборови, не се измислени, што ќе можам да го опишам ова задоволство. Кај баже на бурек во слема. On Macedonian language. Онде се појавува првиот брод и сликата на спасот, која што продолжила во внатрешноста на пристаништето во Валета, за да дојде конечно она што сите го очекувале. Малтежани тоа го поврзуваат со Санта Марија, дека Пресвета Богородица им помогнала да обстанат на обсадата, која што едва ја издржале до овој 15 август, тогаш 1942 година. Fresh for you, real flavor when you're ready. Затоа Санта Марија има големо значење за малтежани. Тоа е не само религиски празник, туку тоа е символ на издржливост, символ на спасение и символ на голема национална гордост. Операцијата Педестал содржала 14 трговски бродови
кои што тргнале на 3 август 1942 од Гибралтар кон Малта за спас на овој остров и сите жители што биле тогаш на островот заедно со сојузничките британски сили. Значи 14 трговски бродови биле придружувани од уште 7 носачи на авиони, 4 крстосувачи, 32 разурнувачи и најголемиот во тоа време еден од огромните танкери кои што носел многу гориво и муниција, СС Охајо. Од овие 14 трговски брода преживеале само 4 торпедирани на овој пат од Гибралтар до Малта, од германските и италијанските сили, од подморниците нивни, биле скоро сите 4 одвој преживеале и самиот СС Охајо, иако многу торпедиран и оштетен видно, на крајот дури моторот престал да му работи, довлечкан буквално со 2 разурнувачи кои што го туркале да го внесат во пристаништето во Валета. Многу слики денеска ќе видите сигурно од оваа случка. Тоа е тој 15 август 1942, кој што на многу големо славие се одбележува на целиот остров, националната гордост. Igor Filevski Show.